Моето пътешествие по селата во Република Македонија ете ме донесе овде кај Лукичевско. Денес како што веќе народот ме донесе да дојдам во Лукичевското село Видрани. Ќе одам во селото Видрани да ги видам селаните во селото Видрани, да ми раскажат многу приказни за животот на ова село, за она што било некогаш и она што денеска ќе остани. Ова овде долу е Долно Видрани, да го речеме, кои се куќите населени од нашето родно село, кое е горе по планината на 2 километри одавде. Сега ќе одиме таму, кај што не чекаат нашите соселани, да ја разгледаме и понатака. Ајде ми кажеш како се викаш? Данче. Како се презиваш? Даниела Шпировска. Колку години имаш? 7. Одиш на училиште? Да. Кој деление си? 3. Како ти се вика учителката? Светлана. А другарчето што седи до тебе? Валентина. Така. Тато како се вика? Орце. Мама? Даника. Бато како се вика? Кристина. Кристијан. Што си играте со бато? Ништо, така си седиме. Така. Ти чичко како се викаш? Кико. Колку години имаш? О, да не те кажам, не знам. Те кара тато или мама? Ме кара тато и мама. Така. Дадичка како се вика? Дани. Ја сакаш многу? Да. Ај гушнија. Овде ќе ми се радува душата кога патувам по селата да видам во селата во Македонија да има подмладок, да има мали деца. Твоето име и презиме? Орце Спировски, Од селото Видрани. селото Видрани. Цело време си овдека живееш? Па тука сме, да. Ова да ми кажеш, зошто ове пред 20 и кусур години што вика старите не го напусти родното село, зошто едно ти да живееш во градовите, туку се овдека во Видрани? Па близко ми е овде и градот, нема ни 5 минути со кола, така, и вака овде си садиме нешто за храна, граф, пиперки, компири, така нешто, свинчиња чуваме за месо, кози и така. Овде кој ти се комши за лошо заедно што се вика? Па комши се тука е, Баџанак имам еден тука, Како се вика? Зоран, Така. да, после Спиро долу исто под асфалтот таму, Стерче горе вамо, Благоја исто горе. Сега имаме уште еден нов комшија тука и тој изгради куќа уште еден. Кога ќе се видите вака со комшиите, што си му обетите, да речем, на кафе му обет, на чашка ракија кој ќе... И под нормално вака за смење, за шали, за ова, за тоа и тоа е. Рече дека живееш овдека во селото Видрани, со намирници, они што се неопходните од продавница, каде се снабдувате? Па претежно тука целото другово од Кичево и така. Добар ден. Амин. Добар ден. Еве, дојдовме во твоето село Видрани да направиме репортажа.
Да ми се представиш како се викаш? Јас се викам Ангелов Лјупчева. Јас не сум видранец, сет сум видрански. Така, вика старите, од кај ти јас. Да, кај ти е жената, там ти е родата. Наше. Што те привлекува да дојдеш овдека во ова село? Па во ова село ме привлекува прво Луѓево. Луѓево, околина кој што ето другарчиња сме, јас сум одамна дојдем пред 45 години во ова село и толку го имам засакано селото, кој е моето родно место, што сум помало живеел во моето родно место него што сум живеел со луѓе овде во селото. Од кое село сте родом? Јас сум родом од Делчево. Од кое место? Исто од градот Делчево. Од Делчево. Да. Една споредба да направите од градскиот живот и животот на село. Па види, дур сум бил тамо, градчето беше многу мало. Многу мало во детските години. Сум излезе многу одамна, шетајќи по ваму тамо, после со запослување по терени, по ова вона. Али тука запознав нова средина. И која што сега еве да ме враќаш назад, Не би се пував народ кај имат. не би се вратил, прибидејќи во ова место луѓето се пријатни, гостопримливи. И сум прифатен од луѓето ко нивни жител сум. Кој ќе отидеш во твоето родно Делчево, Да. кој ќе се види со твоите роднини, другари, пријатели, кои импресии, кои чувства им ги пренесуваш за овој крај, за стварно овој крај кој што природата му е дарила во убавина? Па еве сега беа сестра ми и зет ми пред една недела. И кога дојдоа ги однесов горе в село. И овде исто на нива, пошто јас садам овде бавче, сега ето берев некои пиперки, патлижани. И кој ги однев вика, ова е убајна, пред 40 години сме доаѓале овде. И после 40 години повторно ги однесов село. Сега рече друга слика на селово. И многу се воодушевени, тоа рече на надморска висина 800 метра, тоа е воздух добар за секој еден. Кога ќе се видиш со твојот пријател, со твојот другар, што ќе вака муабетите за животот што замина порано за... Па нормално се муабети какви деспа сме поминале, какво другарство сме поминале, се сеќаваме, седнеме на минатото со чашка раќија ќе направиме муабети едно друго, еве вака в село се собираме вака и почнеме она како било, што било, ко деца како сме правиле, што сме правиле, пошто јас сум многу одамна дојден пред 45 години. Како се чувствуваш како видранец, како зет видрански или како делчевец? Јас се чувствувам овде како ме имат прифаќено луѓето како видранец. И мислам, чувството му е, значи, чим сум прифатен од луѓено, Исто така. исто ко да сум видранец. Еве, детево направи моја на куќарче долу. Сега, после толку години, направи викендица доле, куќарче. Еве, тој прифати да живее овде в село, од град. Една порака до сите наши македонци по потекло од село било каде да се наоѓаат тие, дали во градовите во Македонија, дали надвор во Америка, Австралија и Канада, дали е добро да си дојдат в село, ако ништо повеќе барем да ги отворат за раѓаните катанци, да видат каде што се родиле, како што вели народот, во место родното нема никаде. Види, родното место никој пат не се заборавуваат. Старите го рекле, каменот тежи на местото. И кај да си дома да се вратиш, пошто од дома нема поубаво. Каде и да одидеш на друго место, нема таква убавина како што е дома. Значи се осеќаш слободно, во туѓина си туѓинец. А во своето родно место, при своите луѓе, окружен со пријатели, со други, тоа е убавината во животот. Ајде Горан да видиш денеска Што што береш. имаш произведено да видиме? Там јас лично, моје производство, од овдека имам пиперки, патлиџани, гравче, компири, едно друго. И задоволство ми учинува да дојдам да поработам
Значи, сега сум пензионер и вака си подработувам, ќе се качам после в село, малку со муабети, со ова еве дојдов нешто, набрав нешто, патлиџанче, пиперче и чешма со работна акција од селаните, од мештаните, е донесена 73-та година негде, 73-та и 4-та, така нешто. Све се копаше од по целото, резервар се направи со казми, со лопати, се дури довде. Прва, нега, мислам, за моје време, така е откој што зна, од првите акции и прва вода е овде донесена тогаш. Ете, во функција и денес. Ова е селото Видрани, а ова е нашиот селски дом во кој престојуваме, може да рече редовно, а обично секако за Свети Јован, значи е наменет за водици што го правиме тука, од кој што се береме сите селани од сите градишта во Македонија и имаме и во Србија и надвор, небитно. Сите се тука за водици. Горе исто имаме чешма, ќе видиме, таму не чекаат нашите соселани и другари да видиме понатака како ќе поминеме денес. Претежно во Србија само Скопје. најмногу се во Скопје. У Скопје. Да. Треба. Не, мислам подалеку, иначе 80% се кичело. Има некој што се во Австралија, Америка? Има еден во Австралија. И то после 49 години дојде овде. Не бегаме ние за од село Убан и Да. каква Австралија. Ево овде, во нашето село карактеристично е што имало добри мајстори, посебно двајца качари, за буриња за качиња, Мито и Димко. И плюс уште тројца тишлери, Стојмир, Борис и Спиро, што работеле дрвенари до грамазија, а Димко и Мито специјално за качиња, буриња, тие што. Ево овде е Тана, тој еден од појаките, мисля, подобри мајстори за качиње, за работилница. На неа пишува ракета, напишана уште 63-та година. И тој што е становникот во Австралија, един од овде, од тука е најмалиот син на Мито. Тој е таму во Австралија, тој пишува се само избришана ракета. Ова е едина куќа прва што почна да се разрушува и уште една таму, таа е скоро потпуно разрушена, ова е пола. Во неа не седи више никој. Од како се вика фамилијата? Фамилијата Ѓорѓиовски. Така. Ѓорѓиовски, Тане Така. и Стојмир. Ова убава куќа. Ова убава куќа е на Милан Стојковски. Беше.
а та позади по старата е на Јаким Стојковски. А ова долу позади тебе? Ова позади мене, ова е исто поновите на Зоран Николовски, братучет ми това, да. Овај казан е на Најче Николовски. И ова казаница, да? Да. А ова куќа позади? Та е брат на Милан, Јаким Стојковски, на Јаким Стојковски. Овој објект е овде казан за ракија варење, старите што ма и сега го користат скоро, едно поновите, таму има уште два постари, овој на Боге Спировски се казан. Poštovanje. Pošto ništa manje, koji bi prijatelj od Јас сум Кимек Дана на телевизија и на пат. Јас сум тој Зоран, еве, Господне донесе во твоево село Видрани. Да се здрави живи. Кај му е тргна? Ќе да малку да наполна Вода да ладна наполни. војца наполна. Ова село овде што има пчели, одгледува. Колку пчелни Има семејца? некаде околу 35 сандаци. Како е беричето ова година? Нема никако, пријател. Слава Нема. Богу. Беше суша, па Не е суша, него беше лош мразо што беше. Сушата Так. не е проблем. так. Не, годинава. Ајде, оно што е господово, тоа што е наше. Малку се мачиме за ними да прежива, така, не. Так. Оди наполни си вода и ќе ни се придушиш после. Ќе се видиме. А, Има таму нов пчеларник, сад ја праќа, видите таму. Ова е на Марковска фамилија куќа. Исто и ова. Од тука тие двајца браќа Коле и Ефто. Коле тука оставам да живее, Ефто овде. Ова е една од поновите градби на село, а имаме уште таму на почетокот две и една тука, уште една, значи околу 4 куќи така да е. И плюс овие постари куќи некои што ги обновувале, кој како може. Мислам. Таа е една од посталните жители, мада зимно време и таа ни бега долу. Добар ден. Добар ден, добре дошол. Добре трај довела понамо да се помубете што се вика. Но ме да збаруваат. Ајде. Как човек што ја? А, па, што години имаш? 81. Машала, добро е, те служи здравието. Супер, петка. Така. Кај му етрна што поработуваш денеска? Па денеска така нешто припрема. За добро дојде. Така. Работа в село има колку сакаш, така? Има за мене и тамал. Так. Од овде си, од Видрани? Јас доленци девојка во Видрани мажено. Од поле в шума. Чекај се, од кој Доленци, од Битолско? Бигор. Бигор Доленци. Бигор. Така, овие так. Да. Пред колку години си дојдена овдека? 19. Не, како девојче овој. Како девојче, многу. 66 година, или 60 која година. Како се викаше домајчинот? Любе. Како те заде, бегалка или со свадба? Со молби. И како су молби? Така. Не те дава? Ја бегај, тој трча и ме фати. Кое време беше? Зимно, пролетно, лето? Зимно до колена снег. Так. Така беше. Како се викаше свекрвата и свекорти? Колка и мито. Сега ово да ми кажеш,
си имала и татко, и мајка, и свекрва, и свекор. Кога имаше повеќе почитување кон старите во твоето време или денеска? Во секогаш. Секогаш, а? Тие су ја. И мајка су немала, татко су имала, свекор секрва су поштувала и ден денеска, ако су умирани пак и поштува. Колку Господ ви даде чела со домаќинот? Цела 3, едно ми е починато, на 14 години. Колку внучина имаш? 2 внучини имав, едното ми е починато, другото ми напредуе за цело Видран и за цело Кичев. Како ти се вика За цела Македонија. Како ти се вика внучето? Мартина, Колку години има? 22, во 23. Доаѓа да те посети? И доаѓат и напредујат. Ти се радува ли душата кој ќе дојди? Душа не ми ја прашај сега, тука може и да се расплача за не. Е така. И на телевизија секогаш може ти вие ја гледате. Како се вика внуката? Рече Мартина. Димовска Мартина. Така, каде работи таа? Та работи беше Америка во речи го АСА. Во НАСА? Во НАСА. Ете грешка ќе направя. така. На чекори, клизав терен. Си била ли во Доленци? Имаш ли некој тамо од твоите роднини? Има внук, брат, ама ретко ода. Кој е село Пубева, Доленци или Видрани? Кај што су дошло, тука ми е пубаво сега. Доленци го заборав и не познава и никого. И ова овде, значи на Рувчев, дедо на Гоце на вратата тој таму што. Тоа е куќа на Николовци. Од овде тој прво борецот што е погинат, Василе Николовски. А иначе во време на за другите кога биле, овде имало канцелари. Тука се евиденција се водело само во нашето село само една фамилија не била во за другата. Тие за другите, да. Другите сите биле и тука бил канцеларија за евиденција што се водело цело село, све што се собирало. Еве одека се наоѓаме во селото Видрани. Вие сте од ова село? Од ова село, да. А ти господио? Јас овде сум мажена, во Скопје Да, и живеам. јас сум овде мажена. И така. Иначе од Попложани е тако. Јас сум Попложани, ако го знаете покрај мене. Да. Така. Јас сум од Кичево. А Што? овде ни е убаво селото и Си идеме. си го посетуваме, си седиме, си идеме. Што ме влече да доаѓате? Воздухот, природата, супер е. Така, подобро е овде отколку во Грчка на море. За нас е така. Отколку застаревме така, Во да. која фамилија си мажена? Ја во Николовци. Така, а вие? Исто Никола. Исто, а? Ова ми е внука од Девер за страна. Така. Од прв брат на мажот ми. Кој е село Пубево, е Пополжани или Видрани? Па сега секој си има своје убави. На таму е Рами, Ајде, призни. покрај Треска река. Овде е планинско шума, природа. Убаво е, секаде. Секаде е убаво. Така. Тука прво стоката, говедата посебно, тука ги собира кога требаше да одат на пасење. И кога ќе биде слободно време, ние игравме тука фудбал. Во таа плевна тој газдата имаше Зафир, се викаше, овци имаше, ги чуваше овците и навечер кога ќе доаѓаше, моравме да си одиме, му сметавме и не бркаше, прекинувавме со утакмицата.
Еве денеска, благодарение на вас од овде, од селото Видрани, вие сте мои домаќини, јас сум и ви ваш гостин, прошетав ни селото и дојдов овдека на местото каде што вие како млади, како младинци на времето игравте фудбал. Може ли малку да се сетите како беше времето, кога игравте фудбал, кое време, каде одете овој на надпревари по селата овдека во соседните села, па и ќе речам вашите импресии и печатоци во тоа време? Во тоа време, како деца, повеќе времето говоревме кај на ова игралиште овде. Прво, овде вака немаше трева, беше све камен. И кога ќе играме, ќе бидеме целите во крвој, во крв. Потоа одевме од овде вака по турнири. За Илинден во Козица, голем фудбал, за мал фудбал во Пополжани, во Брждани за 1 мај. И така, беше многу убаво. Може ли да се сетиш колку трае надпреварите? Дали имаше да речеме на 15 минути, на 45 минути? 5 минути. Овде се играше фудбал на голови. Кога ќе ставеше едната екипа 5 гола и се менувавме. Второ полувреме. 5 полувреме, 10 крај. На што игравте, да речеме? Игравте во времето на оранжада, игравте на пиво, игравте на ореви, на костени, да речеме, игравте на по чашка 2 ракија, по кокошкини јајца или по јаболка круши. Имаш ли нека опклада, да речеме, победникот беше со нешто наградуван? Или тој што ќе изгубеше? Па на пиење, на така, на јадење некој пат. Меѓутоа, сепак и победникот и тој поражениот на една софра. За една софра, да. Ќе се вратат ли некој што е времена? Па не верувам дека ќе се вратат. И тоа беше многу убаво време. Од овде вака, значи до 12 сатот сите работевме нешто, потоа одевме на капење и кога ќе се вратиме во 5 сатот и фудбал до 8-9 летно време. Системнит. Еве да речеме во моето село, кога исто така се играше фудбал боси, без патеки, без копачки, и сите навивавме во тоа време за клубовите, за Вардар, за Победа, Партизан, Звезда, Хајдук, па се навиваше и за Бајер Михен, за да речеме Барселона, за Милан и така, и сите има имена. Прекари по тие познати фудбалери. Имаше ли некој овдека кој што имаше прекар, да речеме, ајде Џајч, некој да се вика, да речеме Шекуларас, некој Бекенбауер, да речеме? Да, Бекенбауер имаше, токму до мене. И беше страф и трепет за голманите. После, од кога постигнуваше голови, пак од слободни удари, му ставивме надимак Платини. Се тресеа голманите кои ќе шутират. Што играше ти, што беше? Јас бев голман. Голман. Голман и ако не бев голман, бев одбранбен играч, бек. Така.